На денешната пресконференција сакам да ме информирам за најекспонираната, најфалената, а всушност најпромашена и економски најнеоправдана инвестиција што ја започнал мојот претходник Златко Ристевски, со која непромислено или пак намерно го довел најголемото јавно комунално претпријатие во градов во многу незавидна ситуација, со огромни долгови, со безброј тужби и блокирана жиросметка. Пред започнување на било која инвестиција треба да бидат исполнети неколку важни предуслови. Како прво, да се изработи сериозна анализа за економската оправданост и бенефитот од вложеното, да бидат обезбедени финансиски средства и како трето, инвестицијата да се одвива по еден одреден тековен редослед. Златко Ристевски се што направил со оваа инвестиција за секундарната селекција на отпад, не направил редоследно, не внимавал на приоритети, односно без да направи финансиско затворање на примарната селекција, извршувал набавки во делот на секундарната селекција, а без при тоа да има добиена градежна дозвола за објектот каде што таа линија за селекција на отпад би била монтирана, односно сместена. Како прва работа што ја направил, а требало да биде последна, во пролетта 2013 година набавил дел од линијата за секундарна селекција на отпад и тоа еден сепаратор со ротор тип КСР кроз 10 во вредност од 85.943 евра и 7 транспортни траки во вредност од 98.369 евра или вкупно вредност на овие набавки е 184.300 евра. За вака набавената опрема од производителот Техникс од Хрватска не е добиена никаква техничка документација, ниту за незино одржување, ниту за незино сервисирање. Опремата е оставена да лежи во кругот на терминалот, изложена на временски неприлики, а ова е само дел од целокупната опрема која треба да биде набавена за секундарната селекција на отпад. За да се докомплетира, треба да се набават некаде уште 20 сегменти во вкупна вредност од 500.000 евра. На 14.10.2016 година Комуналец ја добива градежната дозвола за објектот, односно халата за селекција на отпад, каде што треба да биде поставена и монтирана оваа опрема. Значи 3 години откако ја купил опремата, добива градежна дозвола и започнува со градба на халата, односно се започнува летото 2017 година. Со моето доаѓање на 30.12.2017 година ја затекнав следната состојба. Значи беа завршени бетонските и армирачките работи во халата за селекција на отпад и беше поставена челичната конструкција. Сето во вкупна вредност од 11.403.000 денари, од кои до тогашен датум беа исплатени само 5.651.969 денари, а другите ги исплаќаме сега. За целосна подготовка на оваа хала потребни се некаде уште 41 милион денари. Комуналец не е во финансиска можност да ги обезбеди овие средства за оваа инвестиција. Со таа цел јас ја стопирав таа инвестиција, се со цел предпријатието да не биде изложено на дополнителни непотребни трошоци. Досегашните непотребни вложувања во оваа инвестиција се 11.403.000 денари во градежниот дел и, како што реков, 11.335.000 денари во машинскиот дел. Или вкупно се вложени непотребно 22.738.000 денари, 738.200 денари. Или, за да се обезбедат овие пари биле закинувани од додатоците на плати на вработените, со што се предизвикало огромен број на тужби, извршни решенија, адвокатски трошоци, така да од касата на Комуналец се одлеале дополнителни 20 милиони денари за овие непотребни судски извршни решенија. Сега да ве запознам нешто за економската оправданост на оваа инвестиција. Значи, кога халата би се изградила и оваа линија за селекција за секундарна селекција би била монтирана, таа би работела во 2 смени или 16 часови. За двосменско работење би трошила 2000 киловат часови електрична енергија. Кога тука би се додале и трошоците за работна рака кои треба да обслужуваат, некаде околу 30 до 50 работени, значи оваа инвестиција тотално е нерентабилна, односно повеќе ќе троши отколку да вади вишок на некој бренос.
Јавното комунално предпријатие набави веш наот и мислење од стручна фирма за оваа линија за селекција на отпад. Функционалноста и употребливоста на оваа линија, која веќе 5 години лежи изложена на дворешни влијанија, согласно овој веш наод, подвижните делови, како и тркалачките лежишта и лентите, се сосема оштетени. За да тие се заменат, односно треба се набават нови, потребните финансии за оваа замена би биле некаде околу 30 до 40% од фактурираната вредност на оваа линија. Или, за да се заменат овие оштетени делови, што се оштетили од незиното неработање, односно стоењето, потребни се дополнителни 64.500 евра. Поради сите овие предизвикани и направени штети, директни или индиректни, со кои јавното предпријатие е доведено во незавидна ситуација, а поради лошото и несовесно менаџирање, ги повикувам институциите на системот, МВР и јавното обвинителство, соодветно да реагираат согласно законската регулатива во Република Македонија. Значи, ние моментално бараме хала, но не можеме да најдеме хала каде би ги сместиле. Со нивна заштита, значи можеме на дворешто да ги заштитиме или покриеме, но сепак тркалачките лежишта, лагерите, тие се оштетуваат од нивно неработење. Тие бидејќи не работат, запекуваат и се оштетуваат тоа. Секоја линија, секоја машина, ако не работи, таа е нерентабилна и троши повеќе од колку што би работел. Значи, ако би нашле стратешки партнер, некој јавно-приватно партнерство, или ако тука влези со некој проект, некоја странска фирма или општината, ние би биле спремни да почнеме да го рестартираме, односно да го доградиме. Али со овие, значи таа е некаде вкупна инвестиција од околу 1,5 милиони евра. Значи никој јавно комунално предпријатие не може да се дозволи луксузо да влези во инвестиција од 1,5 милиони евра без да најди стратешки партнер. Вложувањата во секундарната селекција се многу поскапи и се многу по-нерентабилни. Овие вложувања да биле направени во примарна селекција, каде што би гајџаните селектирале во повеќе фракции, ние немаме потреба да правиме секундарна селекција. Бидејќи примарната селекција се селектира отпадот на местото каде што настанува, односно во домовите. А секундарната селекција е селектирање таму каде што го депонираш. Веќе отпадот е измешан, сувата и влажната фракција, па сега ние треба да го селектираме и со самиот материјал што се добива, тој материјал е понеквалитетен и добива помала цена. Додека со примарната селекција, материјалот што го добиваме, хартијата, пластичните шиши на најлонот, тој е чист, неизмешен со влажна фракција од другиот отпад, од комуналниот отпад, и затоа сите вложувања во примарната селекција се многу поевтини, а даваат многу повисока рентабилност.